Зошто Христијан Мицковски го плаши вистината за трагедијата во Кочани? Дали најголемиот страф на власта е дека ако се соочат со правдата виновниците и актуелните функционери на ВМРО-ДПМН, истрагата ќе стигне до нависоките структури во власта на чело со премиерот? Зошто после речиси 3 месеци нема ниту еден актуелен функционер обвинет за најголемата трагедија во независна Македонија, во која 62 деца го загубија својот живот, а повеќе од 200 беа повредени? Дали Христијан Мицковски ја штити главната инспекторка за економски криминал во ОВР Кочани, Кристина Јованова, која морала да знае дека во дискотеката Пулс се случува економски криминал? Дали се работи за уште еден партиски кадар кој носел и дома, а носел и во партија? Како е можно двајца полицајци кои минатата година ја казниле дискотеката поради нарушување на јавен ред и мир, пишувајќи казна на неактивната фирма ДПТУ Класик ДМДО на Газда Деко, да бидат дел од истрагата за Кочани, а главната и одговорна, која била должна да провери која фирма сега раководи соделовниот објект, да биде поштедена? Зошто Јованова не проверила дали фирмата која била казнета има никаква економска активност? И ако проверила, зошто тогаш соодветно не ја казнила компанијата МММ Кафе Доел Кочани, која стопанисувала во дискотеката Пулс кобната вечер? Дали Јованова земала можеби дел од колачот на Газда Деко? Како Јованова дозволила и натаму да работи МММ Кафе Доел Кочани, имајќи го во предвид фактот дека објектот само неколку месеци пред тоа бил казнет од страна на УЈП за неиздавање на фискални сметки? Како е можно Јованова и раководството на МВР да дозволат со дискотека Пулс, која има илјадници посетители секоја недела, да стопанисува фирма со блокирана сметка, која не може да обавува никаква економска активност? Ако фирмата има блокирана сметка, тоа значи дека ги плаќала кондобавувачите, вработените и сите останати обврски нелегално со црни пари во кеш. Кочани, почитувани, не е милионски град, па Јованова или било кој во МВР да не може да открие дека единствената дискотека во градот работи на црно, пере пари и го штетува буџетот на државата. Доколку МВР и сите надлежни институции навреме го детектирале криминалот во дискотеката Пулс, немаше да загубиме ниту еден млад живот. Го повикуваме обвинителството да спроведе независна истрага и да се отслободи од стегите на власта. Доколку имаат притисоци, закани или уцени можеби од премиерот Христијан Мицковски или било кој државен функционер, нека излезат јавно и нека споделат со јавноста. Народот, веруете, ќе биде на ваша страна и ќе ве заштити. Се додека нема правда за жртвите на пожарот во Пулс, СДСМ нема да запре со вистината за Кочани. Благодарам.